Другари, модул 1 заврши, имавме 2 епизоди, значи во овој 2 Форекс. За започнете модул 2 мора да завршите модул 1, да знаете кои се играчи, да знаете зашто користи брокерот, кој движи цената, што е стоп лос, што е take profit, што е entry. Сите тие работи што ги опфативме во првите 2 епизоди, така да за започнете со трета епизода, односно модул 2, ве замалувам да ги изгледате првите 2 епизоди. Ова видео е создадено исклучиво за едукативни цели. Ние не сме финансиски советници и не гарантираме добивка. Секое тргување е ризично. Информирај се добро и консултирај се со лиценциран експерт пред да донесеш финансиска одлука. Како што напоменав, завршивме со модул 1, односно во овој во Форексо, започнуваме со модул 2, техничка анализа и се што ни е потребно за нашата стратегија. Сега, за старт ни е потребен TradingView, односно алатка која ќе ни биде наше другарче за се што правиме понатаму, базирано на техничка анализа, го правиме тука. Така да овде ќе има мало видео, значи објаснување како да направите и како да го сетирате како што изгледа кај мене, да се водиме до една боја и еден изглед, без многу дистракции, без индикатори, без тие работи. Значи чист чарт и понатаму како што проучуваме појки елементи и работи околу стратегијата ќе додаваме. Така да TradingView.com. Прво што треба е да направите акаунт нормално. Јас направив нов акаунт. Откако ќе се најавите, првичниот изглед е вака. Значи, одиме на Launch Super Charts. Чартот изгледа вака, а трендот, односно маркетот, движењето на маркетот се овие свејки. Така да започнуваме, значи, од почеток. Десно е watch листа, односно валутите, валутните парови што ќе ги тргуваме. Значи, од ова ништо нас не ни треба освен Форекс, така да сето ова го бришиме. Значи, ние стриктно трейдаме Форекс. Други работи не ни требаат. Сега, одамна нема работено на TradingView, односно сетап, но сега заедно ќе правиме, така да прво што треба е да ги подесиме боите на свејките. Во мој оригинален чарт се црна и бела, така да ќе ги направиме и тука црна и бела. Црна е кога оди нагоре, а бела кога паѓа надолу. Односно сива. Виковите се секогаш црни. Значи, она што спомнав од психолошки аспект, црвената боја штети, ни предизвикува лоши емоции. Го имам читано, значи, и на трейдинг и стоп лосот и црвената боја, ако оди контра од нас и општо како црвена боја, предизвикува лоши мисли, односно лоши емоции, така да затоа црвената боја ја тргаме. На страна. Ова го тргаме, не ни треба. Одиме во settings. Значи, символи се свејките, црна и бела, виковите и телото, значи околу телото има линии, оставаме црни, значи овие бордерс и викс црни, боди, значи кога оди свеќата нагоре, односно булиш, ќе не биде црна, кога е бериш, сива. Друго што ни треба е, значи, background solid, во ред, вертикални, хоризонтални линии не ни требаат, значи да биде чисто бело. Толку имаме за позадината. Следно, горе овде лево е time frame-от, она што спомнавме временски интервал. Ние од страна на временски интервал користиме daily, значи со звездичка додаваме горе. Weekly, monthly понекогаш, 4 сати, 2 сати, 1 сат, 30 минути и 15 минути. Значи, таймфреймот треба вака да ви изгледа горе. Значи 15 минути, 30, 1 сат, 2 сати, 4 сати, daily, weekly и monthly. Сега. Алатки за цртање. Алатки за цртање. Ова алатка со трендлайн ни треба. Значи таа цртаме, значи, линии што ќе ни требаат за одредување на higher high, higher low, тренд и така натаму. Следна алатка од ова групација е хоризонтална линија, вертикална линија, толку, значи, од првата групација. Од втора, Фибоначи ќе ни треба, овде не ни треба, long и short овде се отвараат позициите, значи long short, brush, arrow, rectangle,
5 и circle. Значи тие ни се потребни алатки што ќе ни требаат во иднина. Текст обавезно. Ова е смајли, не ни треба. Ова алатка е за мерање пипови, ќе ни треба. Таа стои секош фиксно лево, така да нема што да ја додаваме. И вака изгледа TradingView и алатките што ни се потребни. Сега овде можете со ред да ги наредите, значи како што ви одговара вас. Небитно каде се. Значи, со ова имаме слободни линии да правиме, односно го креираме патот. Ова е квадрат. Квадратот секогаш има посветла боја. Со ова алатка во иднина ќе најдуваме зоната на интерес, така да означувањето ќе ни биде со ова алатка и препорачувам да е со посветла боја. Ова независно дали сина, плава, црна, како сакате. Вака изгледа шорт позиција, односно кога продаваме. Вака изгледа бај позиција, односно кога купуваме. Боите ќе му бидат исто, значи темно сива и бела. Односно стоп колор, кога е во стоп лосот, ќе не биде сива. Значи потемно сива, околу 40%, значи не мора да се држите скроз до ова бројка, но да е слично. Target color плава. Значи ова ми ги одмарачите и ми е добра, искрено. Исто и кога купуваме. Само да проверам уште еднаш овде ако ја направам, значи четврта одлево 40%. Четврта одлево 40%. И take profit 40. Спомнавме во првите две видеа time and price или време и цена. Десно овде се тие пипови, односно вредноста на цената. Значи може да забелиш 1.07.000, 1.08.000 и така натаму. А долу мај, јуни, јули, август, долу е времето. Значи XY како што спомнав, time and price. Сега, оно што зборувавме за пиповите, ова алатка што изгледа како лейнер, ни мери пипови. Толку треба да знаеме за пиповите, значи ни мери пипови алатката што изгледа како лейнер, и пипови како пипови ни требаат кога отвараме позиција. Зошто? Значи дали гледаш горе? 348.4. Тоа се пипови. Што така се мери пиповите. И долу 348.4. Толку ќе имаме поврзано со пиповите. Времето долу, значи го гледаме, но нас ќе ми биде поважно временскиот интервал. А долу денови и месеци, значи се прикажани долу. Како што спомнав во минатите видеа, weekly time frame, ова е свејка од една недела. Значи кога ќе заврши недела, очекуваме следна свејка за следната недела. Daily time frame, овие свејки се на дневно ниво за ден. 4, значи една свејка е 4 сати. И овде може десно да заприметиш дека се затвора за 1 час и 22 минути. Сега овде морам да напоменам дека time zone треба да наместиме наше време плюс 2. Мислам дека беше плюс 2 Берлин, да. Плюс 2. Значи UTC плюс 2 долу да ви биде наша временска зона. Значи 17:37 е во моментот. Како што ви е на компјутерот или телефонот, треба исто да ви биде и на TradingView. Така да, на овој таймфрем, сите свејки лево затварат на 4 сати. Како што слегуваме надолу,
на 2 сати, на 1 сат, 30 минути и 15 минути. Секој таймфрейм го користиме за специфични работи, односно работи што ќе ни требаат. Поголемите таймфрейми за тренд и зона на интерес, помалите за entry сигнал и за price action. Се ќе опфатиме подетално, но мора да се спомнат зошто се баш овие таймфрейми во нашата листа. Сега, започнуваме со технички дел следење на тренд. Значи, како што спомнавме, кога одиме нагоре, односно кога цената се движи нагоре е uptrend или bullish, кога цената се движи надолу е downtrend или bearish. Вака лини со лини е лесно за следење, лесно и на чартот, но има некои детали и правила што треба да ги знаеме. Сега ќе имаме практичен пример како се следи трендот без внатрешно влегување на структурата, чисто како се следи трендот на TradingView. Значи почнуваме од овој low или swing low, swing high, swing low, swing high, swing low, swing high, swing low, swing high, swing low и така натаму. Овде, Никола, што можеме да забележиме во кој тренд сме? Во uptrend. Значи, дали ќе користиме импулс или корекција, или ќе користиме брейк или ретест, е исто. Значи, брейк или ретест, импулс или корекција. Брейк значи крши структура. Ова е последен хај, крши структура. Или брейк или импулс. Значи, ако ова е последен хај, овој беше нов higher high. Овде имаме low, овде имаме high, продолжуваме. Значи, овде крши структура. Значи, ова е нов lower low. Ова едно е lower high. И така натаму. Значи, техничката анализа, односно трендот на TradingView се следи вака. Сега. Она што морам да напоменам и е многу важно. Ова е викот на свеќата. Да направам со палама. Ова е телото, нели? Секогаш кога очекуваме брейк, мора брейкот на структурата да биде со тело, а не со вик. Значи, за да биде ова uptrend, да имаме кршење на структурата, мора свеќа да се затвори со тело. Во оваа ситуација. Разбираш? А во оваа ситуација овде, значи, во оваа ситуација ќе земиме овде, ако можеш да заприметиш, викот е повисок, но телото е затворено, уствари телото. Да најдеме пример кај што е викот висок, а телото е под телото од минатиот хај. Значи, то може да биде помал таймфрейм. Ќе објаснам подетално зошто, но сега мора да кажеме. Ево овде. Значи овде можеме да забележиме дека овој вик го собира виков, но телото од свеќата е затворено под ова тело. Тоаш не е брейк. Ние чекаме брейк да има кога свеќата се затвора со тело. Значи тоа е правило што мора да го знаеш кога чекаме брейк на структура, односно да заокружиме дали е uptrend или downtrend. Истото и за надолу. Еве low. Овде имаме собирање со овој вик, значи собирање, но не е кршење на структура. Има свип и брейк. Свип е да го собериш нешто, а брейк е да го скршиш. Значи, за да биде валидно кршење на структурата, ни треба тело од свеќата да се затвори под ова тело. Дали се разбира? Да. Супер. Да се запишите дека брейк чекаме секогаш кога ќе има со тело, а не со вик. Да повториме. Uptrend е кога имаме кршење на секој хај, предходен, формира higher high, една стапка уназад формира higher low. Значи, кога имаме downtrend и кршење на структурата, имаме lower low, пониско low од предходното. А горе имаме нов хај, односно higher high, повисок хај од предходниот. И структурата следи вака. Значи, структурно се движи вака. Зошто? Спомнавме swing high и swing low.
Спомнахме swing high и swing low. Правило за swing high и swing low е следното. Swing, или на наши кажано, значи нешто што врти. Значи секој вртење на цената, односно промена на насоката, се вика swing, ако е на врвот е swing high, ако е на дното е swing low. Најпопуларен принт или назнака за swing high и swing low е следно. Значи swing high секогаш е креиран од 3 свеќи. Средната свеќа е повисока од претходната лево и следната десно. Значи секогаш правило на 3 прсти, значи средниот прст секогаш е највисок. Така принтот или правилото за swing high изгледа вака. Значи среднава свеќа секогаш е повисока и од левата и од десната. Ова е swing high. Swing low обратно. Че имаме свеќа, имаме пониска свеќа, имаме уште една свеќа. Значи ова е swing low. Секогаш средната свеќа е пониска и од претходната и од следната донесе. Swing high. Правило на 3 прсти. Исто и swing low. Swing. Правило на 3 прсти. На маркет структурата е следното. Овде имаме swing high. Овде имаме, значи, ако е ова свеќата многу подалеку од ова, но е правило на 3 прсти, значи, моментот како технички аспект дека треба да бидат 3 свеќи е така, но видливо за око мора да има и промена. Значи овде застанала ценала, тргнала нагоре, формирала swing high, се вратила надолу, формирала swing low. Значи битен фактор е да отворите логиката и да гледате цената што прави со не толку голем фокус дали се 3 свеќи или е црна или е плава свеќата. Се разбираме? Значи не ни треба боја, не ни треба некоја перфектна форма, туку ни треба да видиме дали стварно тука е swing low. Во оваа ситуација имаме swing low. Имаме зошто? Од имаме 3 правило на 3 прсти. И имаме промена, значи дошла до некоја си точка овде. И од тука решава цената да оди нагоре. Односно прави промена, прави swing. Овде имаме swing high, swing low. Е сега овде, од технички аспект и визуелен за нас, значи не е перфектно, но има промена. Значи овде застанала, тргнала надолу и пак продолжува нагоре. Значи swing high, swing low, swing high, swing low, swing high, swing low. И секојаш на телото. Значи на телото обележуваме swing high, swing low. Swing high, swing low. Значи овде мора да логички да размислуваме дека, како што кажав, во одредено време има одредена цена. Значи, ако алгоритмот му е зададена задача дека на одредено време треба тука да застане, онма се активира друг алгоритам што трга контра насока. А ние тоа не го гледаме како алгоритам, туку го гледаме како swing low, swing high. Значи, вака се следи структурата. Е сега. Higher high и higher low кога сме uptrend, lower low и lower high кога сме downtrend. Одиме на помал таймфрейм, значи ова исто важи на сите таймфрейми. Значи таймфреймот е фрактален. Ако се случува на помал, се случува и на поголем. Морам да кажам дека таймфреймот, секој помал таймфрейм прави пат за поголемија. Односно, поголемија ако треба да биде береш, помалиот прави пат и дава сигнал и насока дека и поголемиот останува. Ама секојаш ние го земаме поголемиот како валиден. Но мора да се каже дека малиот таймфрейм дава сигнали што ќе прави големиот. Зошто? Пошто е фрактално, едно исто повторување. Да, арно, ама затоа го земаме големиот како валиден, а малиот го земаме како само насока, да ни ја твара насоката, а чекаме на големиот да имаме сигнал или што и да ни треба за да бидеме сигурни, односно да штиклираме тоа што ни треба дека е така. Оти малиот е високо манипулативен, а големиот, значи големиот прави мувет за на дейли 4 сати и навикли. На големиот му треба повеќе време да ме манипулира, а малиот ни е само како насок, ништо друго. Што еднаш да повториме како се следи структурата. Значи имаме овде swing high.
Одма долу формираме swing low. Нов хај имаме овде. Значи овде крши структура, имаме брейк. Значи овде импулс или брейк. Нов хај. Зошто? Оти овај хај е повисок од овој. Ако овај хај е повисок од овој, која е назнаката на? Higher high. Ено уназад, higher low. Swing high, swing low. Higher high, ено уназад, higher low. И сега овде. Секојаш правиме црти. Зошто? За да не се изгубиме во чартот кој ни е последен low и кој ни е последен high. Значи обележуваш higher low овде и обележуваш higher high овде. Моментот кога ќе добијаме брейк над ова линија или брейк под ова линија, тоа се менува трендот. Овде имаме промена на тренд. Зошто? Имаме брейк на структурата, односно последен low, си имаме затворено со свеќа, со тело. Ова автоматски станува lower low. За надолу, кога имаме промена на тренд е lower low. Значи овде имаме промена на тренд. Lower low. Ено уназад, lower high. Кај е lower high? Овде е. Зошто ти е една стапка уназад. Секогаш го гледаме најблискиот high или најблискиот low, од кој имаме брейк на структурата. Значи не го гледаме овој претходниот, туку најблизок, една стапка уназад. Како една стапка уназад? Овде имаме брейк. Ако вртиме стапка уназад, ако вратиме, значи овој ни е последен high. Low, гледаш, значи ова е трета стапка, не е прва. Зато секогаш после брейкот, дали е за надолу или е за нагоре, се враќаме една стапка уназад, да видиме кај ни е хајот. Ако е за надолу, една стапка уназад бараме хај. Ако е за нагоре, една стапка уназад бараме low. Дали се разбираме? Е сега, ако е ова lower low, а ова ни е lower high, исто, линија имаме на lower high и линија имаме на lower low. Следен брейк измеѓу ова линија не го назначува трендот. Следен брейк е над последниот lower high. Така? Тоа значи дека повторно имаме кршење на трендот, односно uptrend. Имаме брейк за uptrend. И сега, ако ова бил последен high, а ова е нов high, автоматски ова е higher high, ова е последен high и се враќаме на стапка уназад, ова е higher low. Значи ова од lower low станало higher low. Зошто higher low? Отимаме uptrend, промена на тренд. И така, одиме понатаму. Значи, ако ова е higher high, една стапка назад, higher low. Тргаме линија. Каде што имаме брейк на линијата, ни одредува тренд. Имаме брейк одма до него. Имаме higher high. Нов higher high. Значи, продолжуваме uptrend. Една стапка уназад, имаме higher low. Тргаме линии. Повторно higher high. Значи овде сме никола во uptrend или bullish. Една стапка уназад, higher low. Е сега овде имаме прекршување на последниот higher low. Тоа значи дека имаме нов low, односно lower low, ено уназад, lower high. Значи ова се останува како lower high. Нека не ве буни lower high, lower low, ова е во пракса. Кога ќе стасаме до последниот час, ќе ти биде само high и само low. Но мора да назначиме главен high и главен low, зошто? Оти се swing high и swing low ќе имаме и во внатрешна структура. Но има една главна и голема структура, има една внатрешна структура. Ние секојаш фокусот за тренд го држиме на главната структура. Затоа сега ни е битно да го навикнеме окото, да ја следи структурата за понатаму да не биде полесно. Следиме тело и следиме знак на три прсти. Swing high, swing low. Секој следен брейк, на кој имаме брейк над swing high, ни постанува higher high. Ако имаме брейк под swing low, ни постанува lower low.
Така се следи маркет структурата. Значи, кога сме uptrend, higher high и higher low, кога сме downtrend, lower low и lower high. Ако правиме нешто според план, секојаш имаме структура. Значи, како се водиме по таа структура. Така и маркетот. Маркетот го движат алгоритми од банките и секојаш го движат структурно. Таа структура за нас е прикажана како маркет структура, значи нешто плански. Зато се овие правила што ги проучувавме претходно. Структурата, за да ни е јасна, да знаеме да ја читаме структурата, мора да ги знаеме и правилата на таа структура. Swing high, swing low, lower high, higher low. Значи, кај имаме break, кај имаме retest, или кај имаме импулс, кај имаме корекција. Затоа е битно да ја научиме маркет структурата, за да знаеме на кој план целиме. И според таа маркет структура ние формираме правила, за да знаеме дали сме на точен пат или не. Затоа е битно маркет структурата и најлесно што можам да кажам, маркет структура ни е план по кој ќе се водиме за да знаеме кон што целиме.